Поштувана колешке, се согласувам со вашата констатација дека единствен критериум за сите овие смени што се прават во Република Македонија во сите установи е заради политичка неподобност. И за разлика од бројните стручни кадри со соодветно образование, со работно искуство, професионалци, се ставаат несоодветни кадри, нестручни, без соодветно образование, како што е денешната смена на директорот на ТАНЕЦ, Џорлев, со партиски подобен кадар, бидејќи тоа е основниот критериум. Но наскоро, по изборите, ќе видиме и каков стручњак ќе биде поставен на местото на државниот јавен обвинител. Како што почнаа со поставување на пејачки, техничари, тетки, баби, без соодветно образование за функциите, без искуство, никого не би изненадило за јавен обвинител да стават партиски послушник на Зоран Заев. И се разбира, неговата единствена задача ќе биде да исконструира што е можно повеќе обвиненија против функционери на ВМРО-ДПМНЕ, а да го ослободи од обвинение Зоран Заев за случајот подкуп. Впрочем, веќе имаме еден таков јавен обвинител, а тоа е Катица Јанева. Власта брза да разреши еден професионалец кој 30 години работи во јавното обвинителство и тоа без никакви замерки, за да на негово место стави некој сличен на Катица Јанева, која ја величат како да е некој врвен стручњак. Божем, факултетот го завршила во рекордно време и со просек 10. Божем, има кој знае какво искуство или пак некоја блескава кариера како обвинител. Да не зборувам за сите афери на госпоѓа Јанева и сите прекршувања на законите, за нејзините театрални пресови, за трошењето на огромна сума пари, и тоа народни пари, за вработувања на партиски кадри на Социјалдемократскиот сојуз, за непотизмот и така натаму. Нам ни е кристално јасно, а набрагу во ноември ќе се уверат и сите граѓани дека ова срамно разрешување на јавниот обвинител се прави единствено за да се постави јавен обвинител како госпоѓа Јанева, кој ќе има истата цел и ќе работи на ист начин во интерес и исклучиво на Зоран Заев и на Социјалдемократскиот сојуз. Ете, тоа е причината зошто се прави сето ова. Благодарам.